По повод денот на даночните работници, премиерот Христијан Мицкоски им оддаде признание на вработените во управата за јавни приходи, за кои рече дека се клучни во борбата против корупцијата. Најавувајќи поголеми вложувања на државата во зајакнувањето, транспарентноста и дигитализацијата на даночниот систем, Мицкоски ја нагласи важноста на даночните работници и рече дека без управата нема доверба, без доверба нема даночни наплати, а без даноци ќе нема ни држава. Македонија започна подготовка за изградба на нова брза, двоколосечна железничка пруга од Србија до Грција, која целосно треба да биде готова до 2031 година. Првата карго линија се планира да стартува во 2028. Во тек се студиите за животна средина и техничката документација, а градежните работи треба да почнат идната есен. Вице-премиерот Николовски најави транспарентност во финансирањето и објасни дека моделот проектирање и изградба ќе спречи доцнења и пречекорување на трошоците. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани се сретна со шведската министерка Јесика Розенкранц, која е во работна посета на земјава. Двајцата разговараа за европската интеграција на Македонија, реформите, поддршката од Шведска и важноста процесот да се води врз основа на заслуги. Муртезани ја истакна посветеноста на земјата на копенхашките критериуми и спроведувањето на реформската агенда. Беа истакнати и силните билатерални односи и шведската поддршка преку SIDI во области како демократија, животна средина и економски развој. Посетата е оценета како чекор кон продлабочување на соработката и европската интеграција. Од 1 јануари струјата за домакинствата поскапува за околу 5%, поради новите пресметки на регулаторната комисија. Електростопанство на Македонија понуди цена од 65 евра за мегаватчас, што директно ја зголемува крајната цена. Поскапувањето е резултат на повисоки производствени трошоци и потребата за стабилен електроенергетски систем. Владата најавува дека ќе ги заштити ранливите категории преку субвенции и социјални тарифи за да се намали ударот врз семејните буџети. Во третото тримесечие од 2025 година се родиле 4431 дете, што е зголемување од 3,7% во споредба со истиот период лани, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Бројот на умрените лица е 4849 и бележи мало намалување од 0,5% во однос на 2024 година, од кои 20 се доенчиња. Природниот прираст останува негативен и изнесува 418, што значи дека бројот на починатите е поголем од бројот на новородените за толку лица. Црногорската полиција уапси 61 годишен маж од Даниловград, осомничен дека учествувал во руска вооружена формација во Луганск од 2023 до 2025 година. При претреси на 13 локации биле пронајдени оружје, униформи, комуникациска опрема, документи, странски пасоши и 1,5 милиони евра на неговата сметка. Во акцијата се запленети 24 парчиња оружје и голем број обележја на формациски групи. Едно лице се уште се бара, а во адвокатска канцеларија не биле пронајдени недозволени предмети. Хрватското обвинителство УСКОК издаде налог за апсење на главниот државен инспектор Андрија Микулик и уште 3 лица. Микулик се вратил во Загреб и бил уапсен, а владата веднаш го разреши. Истражителите извршиле претрес во неговиот дом. Според Телеграм и Индекс, случајот е поврзан со нелегално отстранување отпад и со каменолом, при што Микулик и неговиот кум наводно зеле околу 120.000 евра мито и месо. Уапсени се и сопствениците на каменоломот. Паралелно, владата направи големи кадровски промени во државните компании. Италија се соочува со генерален штрајк на 28 ноември, поради што железничките и авионските компании предупредуваат на доцнења и откажувања. Штрајкуваат работници од јавниот и приватниот сектор, барајќи повисоки плати и подобри услови. Аеродромите во Неапол и Венеција најавија можни проблеми, а Etihad Airways веќе откажа 26 летови. Trenitalia предупредува на прекинат или изменет сообраќај, со минимални загарантирани услуги во утринските и вечерните часови. Штрајкот го организира USB, која бара повисоки минимални плати, пократко работно време и подобра социјална заштита. Европол соопшти дека во голема предбожикна акција запленил 8 милиони фалсификувани и опасни играчки во 26 земји. Меѓу нив има кукли, коцки, автомобили и кадифени играчки кои не ги почитуваат европските стандарди и може да предизвикаат задушување, изгореници или изложување на штетни хемикалии. Ова е втора таква операција за 2 години, со вкупно речиси 17 милиони запленети играчки, најмногу од Кина. Европол апелира родителите да купуваат само од доверливи продавачи. Канадскиот премиер Марк Карни и премиерката на Алберта Даниела Смит подпишаа договор за изградба на нов цевковод што ќе ја зголеми извозната моќ на канадската нафта кон азиските пазари. Цевководот ќе поврзува Алберта со ново пристаниште на Тихиот океан во Британска Колумбија и треба да биде готов до јули 2026.
Предвидени се консултации со домородните заедници кои веќе изразија отпор. Проектот е дел од стратегијата на Карни за диверзификација на трговијата и намалување на последиците од конфликтот со САД. China Eastern Airline од 4 декември стартува со најдолгиот комерцијален лет во светот, од Шангај до Буенос Ајрес, релација долга 20.000 километри. Летот ќе трае 25,5 часа кон Аргентина и 29 часа назад. Иако е најдолг, нема да биде директен. Авионот Boeing 777-300 ER ќе слета во Окленд, Нов Зеланд, за техничка проверка, промена на екипаж и полнење гориво. Патниците ќе имаат кратка можност да излезат од авионот за време на двочасовната пауза. Аргентинската влада веќе одобри линијата. Американскиот председател Доналд Трамп најави дека наскоро ќе започнат копнени операции против венецуелските наркокартели, поради тоа што, според него, 85% од дрогата по море веќе е спречена. Тој нагласи дека копнените акции ќе бидат полесни и порача до шверцерите да престанат да испраќаат отров. Одлуката следи по серија состаноци и воени маневри на САД во регионот. Трамп веќе го прогласи режимот на Мадуро и картелот на Сонцето за терористичка организација, што му овозможува нови санкции. Како дел од операцијата, САД распоредија голем број бродови и 15.000 војници во Карибите, а во претходните недели загинале над 80 осомничени шверцери. YouTube културата во Македонија последните години добива се поголемо влијание, но со тоа расте и прашањето, дали под изговор на популарност се промовираат девијации и несоодветни модели на однесување. Платформите на се повеќе јавни личности стануваат места каде што се промовира однесување што често предизвикува реакции во јавноста, а сепак зад нив стојат спонзорства од сериозни и познати компании. Овие канали привлекуваат голем број прегледи, што за дел од фирмите е доволна причина да инвестираат во реклама, без оглед на контроверзиите, скандалите или содржината што многу граѓани ја сметаат проблематична. Прашањето што се наметнува е, дали компаниите ги мотивира само видливоста и бројките, или маркетинг секторот е веќе принуден да игра според правилата на декаденцијата за да стигне до купувачите. Експертите предупредуваат дека промовирањето содржини во кои се нормализираат девијации, навреди, понижувања, токсично однесување или сензационализам, може да влијае негативно врз младите, кои се најбројната публика на овие канали. Дополнителен проблем е што со спонзорствата се создава впечаток дека ваквото однесување е прифатливо, па дури и наградливо. Компаниите, пак, ретко одговараат на прашања за критериумите за избор на инфлуенсери. Дел од нив велат дека следат маркетинг показатели, додека други воопшто не навлегуваат во моралната одговорност кога станува збор за содржината што ја поддржуваат. Се повеќе се поставува сериозно прашање, дали македонските брендови ја изгубија врската со општествената одговорност, или едноставно трката по внимание и кликови е посилна од етичките стандарди. Дебатата останува отворена, кој треба да постави граници, јутуберите, компаниите или јавноста. За крај, ќе погледнеме едно видео кое покажува како изгледа вистински добро изграден македонски контент. Hello, where are you from? I'm from Greece. We are from Colombia and Venezuela. From which part of Greece you are? Athens. The capital. We are playing music. Is it okay if we play a little bit of one song and you try to guess from where is it? Okay. Тука во Солун драма кавала, во кукуш воден лична гребена, горе на Вичо грамос херојски, се игра и пе бак македонски. Велат не нема, ама еве сме, Somerak sred Solun oro igrame, velat ne nema, ama heve sme. Hej, makedonski pesni gordo peve. This is from Poland. No, it's a Slavic language actually. Serbia. It's from Macedonia. Macedonia? Yeah. Okay. The name of the song is Macedonia? No, Velat ne nema. Velat Denema? Yes.